се упалив после долго време. Супер си, значи, продолжи вака. Благодарам. Убави теми одбираш, секој ден и пратам теми колку можам, Благодарам. се одлични и со среќа ќе се видиме во некоја наредна прилика. Благодарам, имајте лека ноќ и пријатно. Исто, чао. Ете почитувани пријатели и пријателки, ни се јави Диме од Скопје, поздрав за Диме. Одиме понатаму со уште ваше коментари, уште ваше размислување на дадените две теми, ќе ги повторам за често се луѓе подоста. Првата тема ни е Филипке. Власта предводена од ВМРО ДПМН го понижи трудот на работниците и го строжија стандардот на граѓаните. И втората тема ни е слободна. 076674888 повелите јувајте се. Одиме со вашите коментари, ваше размислувања на дадените две теми, само момент. Бојана Таневска ни пишува вака. Ви поздравувам вас, водители и вашата денната програма. Благодарам, Бојана. Ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Околу темата сакам да го кажам моето размислување. Мислам дека Филип те во право. И мислам дека ВМРО ДПМН го поне, мислам дека ВМРО ДПМН на крајно груп, гнасен и безобразен начин го понижи трудот на работниците и го строжи стандардот на граѓаните. Тоа може да го види секого. Завршува коментарот. Гледача, ви благодарам на коментарот. Одиме понатаму со уште ваши коментари, уште ваши размислувања. Елена Прошева ни вели вака. Елена Прошева ни пишува вака. Ви поздравувам вас, водители и вашата денната програма. Благодарам, Елена. Ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Околу темата сакам да го кажам моето размислување. Дебре луѓе, кој е овој Филипке да зборува? Кој е овој Филипке да зборува дека го понижи трудот на работниците и го строжи стандардот на граѓаните? Зарем тоа се случува што вели Филипке, тоа се случува во СДСМ. Во државата се е добро. Сакам да го почитам овој гледачот што се јави. Овој гледачот што се јави што треба глупости, дека неговиот Филипке потребно да одговара за се. Завршува коментарот гледачката, ви благодарам на коментарот. Одиме понатаму со уште ваши коментари, уште ваши размислувања. Мирјана Неделковска ни пишува вака. Ви поздравувам вас, водители и вашата денната програма. Благодарам, Мирјана. Ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Околу темата сакам да го кажам моето размислување. Мислам дека Филип е во право. И мислам дека власта предводена од ВМРО ДПМН целосно го понижи трудот на работниците. Не ја зголемува минималната плата, а цените од ден на ден се повеќе и повеќе растат. Така да стандардот се понижува. Завршува коментарот гледачката, ви благодарам на коментарот. Одиме понатаму со уште ваши коментари, уште ваши размислувања. Момент само. Елена Деловска ни пишува вака. Ве поздравувам вас, водители и вашата денната програма. Ви пишувам од Велес, поздрав за Велес. Во врска околу темата сакам да го кажам моето размислување. Мислам дека Филипке не е во право. И мислам дека власта се грижи за секого. Се грижи за трудот на работниците, знаете кој го строи стандардот на граѓаните? Токму Филипке и неговата партија СДСМ. Не можам да разберам, ве замолувам ускенаш, било кој опција да ја кажувате како што е регистрирана. Одиме понатаму со уште ваши коментари, уште ваши размислувања, само момент. Миленко Неделковски ни пишува вака. Ве поздравувам вас, водители и вашата денната програма. Мојот најдобар колега, ви благодарам. Во врска со темата сакам да го кажам моето размислување. Филипке наместо да го клевети и да го понижува ВМРО ДПМН со неговите глупави изјави, тој треба да одговара.
тој треба да одговара за сторениот криминал во здравството, за сторениот криминал во здравството и момент само, за сторениот криминал во здравството, а и за најлошото, за изгорените 14 луѓе во Тетовската модуларна болница. Единствено што е виновен е Филипке и само Филипке. Завршува во коментарот гледачот Неделковски, ви благодарам на коментарот. Одиме понатаму слушате ваши коментари, ваши размислувања, момент само. Анонимен гледач ни пише овака. Поздрав за емисијата, поздрав за водител, ви благодарам, ќе зборувам на слободна тема. Честитки за отварањето на пругата, Белјаковци, Куманово Белјаковци. Со оваа пруга ќе покаже Македонија дека е држава. И со оваа пруга конечно Македонија ќе се поврзи желеници со Бугарија. Благодарение на оваа власт предводена од најдобриот